Civil Media. Мислам дека добар одговор на оваа тема би бил еден цитат на Майк Монтеиро. Не знам дали ви е познат, тоа е еден американски дизајнер. Тој е основач или коосновач на Mule Design, една интерактивна платформа за дизајн која има и тоа како политичко во себе. Нью Йоркер го нарекува, неговата работа ја нарекува delightfully hostile, што упатува доста на тоа што прави. Изгуглајте го, навистина е присутен и може да ви открие повеќе за тоа што би можеле да содржат одговорите на овие прашања кои ги наметна нашата водителка, модераторка Ана. Тој многу говори за дизајнот и многу говори за линкот меѓу дизајнот и тоа што значи општествен политички ангажман. Пред се би сакал да кажам само една негова важна порака, една од неговите најважни пораки е дека дизајнот е секогаш политички. Design is always political. Во таа смисла, ако го надоврземе и цитатот од Сартер што го кажа Ана, со еден друг цитат од Сартер кој вели дека слободата е тоа што го правите со она што вам ви го прават. Сега меѓу тоа што вие го правите и она што вам ви го прават, тука можеме да го сместиме и ова прашање за тоа како ние реагираме на она што нам ни го прават. Односно, тогаш кога ние почнуваме да се бавиме со политика, е оној момент кога политиката сваќа дека не може веќе само таа да се бави со вас, туку дека и вие почнувате да се бавите со политика. Се разбира на страна сето она што подразбира партиска политика, која впрочем и го инфицираше ова општество до крајни граници, би рекол неподносливи. Како и да е, вие добивате еден импулс кој за да направите нешто во општеството, за да постигнете некаква промена, вие морате да излезете со некаква порака. Секоја порака, било да е таа графичка или текстуална, таа со себе и во себе иманентно носи дизајн, бара да ја дизајнирате. И во таа смисла, тоа е дизајнот би можеле да го видиме како превозно средство, како линк меѓу тоа што вие сакате да го соопштите на своите целни групи, на своите конституенти. Без дизајн вие не можете ништо всушност да пренесете до оние луѓе кои би сакале да бидат на ваша страна во таа општествена или политичка промена која сакате да ја постигнете. Заради тоа дизајнот е ужасно важен. И ние тоа го статевме уште на почетокот, кога се формиравме, 99-та година, кога буквално се што правевме беше пропратено со некакви обиди на нашите пораки да им дадеме таков дизајн за да бидат јасни, за да бидат продорни и за да можат да допрат што е можно повеќе и полесно и успешно кај оние кои сакаме да ги имаме на наша страна за да ја постигнеме таа промена. Дури еден, би рекол, една операција наречена изборен мониторинг, што може би звучи многу здодевно, е пропратена со дизајн. Вие морате да се представите себе си како организација која еве прави изборен мониторинг. И се сеќавам 2014 година кога баравме слободни и ненасилни избори, нашиот другар и член на бордот на Цивил Мирослав Стојановиќ Шуки го замолив да направи дизајн или лого на нашиот проект Слободни и ненасилни избори. Тој, знаете, направи еден ромб, светло отровно зелен и рече еве ти го дизајнот, еве ти го логото. На прв поглед изгледа многу едноставно, но ако се вратите назад во историјата на нашите проекти и пораки кои ги упатувавме во тоа време, ќе забележите дека тоа многу добро функционираше. Ромбот личи на искривена гласачка кутија во движење, која придружена со зелената, отровно зелената боја, впечатлива и сето тоа,
му даде некаква динамика на тоа што ние го сакавме да го соопштиме. Се разбира, се друго што беше придружено во нашите активности исто така подлежеше на известен дизајн. На известна потреба да се вложи креативна енергија за да се дизајнира нешто, за тоа да допре до што е можно повеќе луѓе и тоа да допре на успешен начин, да ја раскаже приказната. Самото лого на Цивил го смислуваа уметници и архитекти, кое всушност има цела една приказна за себе. Извинете ако користам собствени искуства, можеби така најдобро би одговорил на прашањето. А тоа е дека граѓанинот победува, граѓанинот односно граѓанката победува. Тоа е во кратки црти приказната која е многу подолга и која стои зад она што ние го правиме 20 години. Се разбира дека бевме соочени со секогаш и се уште сме соочени со ужасен недостаток од финансиски средства. Меѓутоа, кога зборуваме за дизајн, кога зборуваме за дизајн кој придружува една револуција, ние всушност никогаш немаме голема потреба од многу големи средства. И секогаш сме биле соочени со ситуација во која големи средства биле истурени, буквално истурени, шлепер пари, што би рекол мој колега, во една операција која треба да има силен, богат дизајн за да може да допре до што е можно повеќе луѓе со многу големи средства за медија кампањи и така натаму, за медија бајинг, сакам да кажам. И знаете, многу често тие кампањи изгледаат како навистина многу добро, супер добро изгледаат тие кампањи, и сепак као малку да промашуваат темата, бидејќи на крајот изгледаат како кампањи за промоција на нов модел на веш машина. И тоа супер добро изгледаат, али имаат еден многу сериозен проблем. Не се вистински поврзани со суштинската потреба на граѓанките и граѓаните да бидат информирани и да бидат поттикнати да учествуваат во одредена промена. Исто така сигурен сум дека овие што се многу поблиску до професијата дизајн, дизајнери и ликовни уметности, ќе се согласат со мене дека децата и младите, кога ќе ги вклучите во еден процес на дизајн на одредена кампања или во дизајн на одредена низа од активности кои сакате да ги вклучите во својот проект или во својата намера или желба да промените нешто, се тукму децата и младите кои имаат креативна енергија и потенцијал сами по себе. Многу пати сме биле сведоци за извонредно успешни кампањи кои се базирале на детски цртежи кои многу добро ја опишуваат суштинската потреба за решение на одреден проблем во општеството. Многу често директната демократија, односно алатката, како што е референдумот и други облици на директната демократија, се злоупотребуваат токму од оние структури на моќта кои се нарекуваат политички партии и се она што тие имаат како сателити. Тоа се криминални структури, медиуми, бизнис елити и така натаму. Често се работи за едни исти структури, само ги нарекуваме различно зависно од тоа колку сме дознале за нив, дали се тоа од прислушувани разговори или од некои други истражувања. Како и да, се вратам ваму, само да ја подсетам на локалните избори 2017 година, во време кога паралелно со локалните избори една политичка партија и неколку други иницијативи организираа иницијативи во 14, односно поголем број иницијативи за организирање локални референдуми во исто време со локалните избори против изградбата на кампови за мигрантите, бидејќи во тоа време силна беше кампањата во која се промовираше хистерија против мигрантите, која нормално се надоврза на исламофобија, која исто така потоа се надоврза на етничките односи, односно на етничката омраза, и така имавме ситуација во која 14 општини, односно совети на општини во Македонија
успеаја да издействуваат преку своите совети да издействуваат референдум, одлуки за референдум, 14. Знаете ли колку мигранти во тој момент имаше во Република Северна Македонија? Нешто повеќе од 10, ама помалку од 14. Мислам дека беа 13. За 13 мигранти присутни на територија на оваа земја имавте 14 општински совети кои изгласаа одлуки за референдум. Сето тоа беше придружено со сериозна кампања која беше многу отворено и вулгарно дизајнирана, во која се удираше токму во најчувствителните делови од општеството. Кај родителите, сакате ли вашето дете да изгледа вака, па гледате дете облечено во црна одора и така натаму. Тоа е дизајнот на тие кампањи. И знаете, кога дизајнирате кампања, многу лесно можете да дизајнирате кампања која е против, која промовира негативни вредности, затоа што таа често е вулгарна, валкана, директна, многу лесно може да се опише или пак многу е лесно да се изманипулира одредена состојба и да се прикаже како сосема обратна. За разлика од дизајнот на кампањите кои изборуваат за вредности, за напредок, за прогрес, за инклузивност, за еднаквост, за човекови права и слободи. Тоа се потешки кампањи, затоа што патеката да се стигне до одредени состојби кои имаат врска со сите овие поими и вредности е многу потешка, покомпликувана, многу е богата со нијанси и со огромен број на предизвици. Апсолутно, значи дизајнот може да биде и злоупотребен, тоа исто така. И заради тоа мораме да бидеме внимателни за тоа дека кога и да генерираме некаква иницијатива или дизајн на кампања со која се поистоветуваме во таа иницијатива. Треба да бидеме внимателни за она што ние го викаме кај нас backfire. Треба да бидеме внимателни за другата страна која со многу помалку ресурси, со многу помалку креатива, но со многу омраза може да постигне многу по-сериозни, по-девастирачки, деструктивни ефекти од вие што сакате да го постигнете, а повторно се работи за краток временски период. Заради тоа, особено во доменот на директната демократија, ние имаме многу мало искуство во таа сфера. Имавме еден убав локален референдум, значи особено во локалните референдуми сме слаби и имавме еден преубав настан наречен го сакам ГТЦ, односно референдумот за ГТЦ, кој на крај беше и неуспешен, но тој беше добар чекор напред кон едно практикување на еден облик на директна демократија и имавме изворедна серија, и тука ќе завршам, од 6 последователни локални референдуми во југоисточниот дел од нашата земја, зелените референдуми или референдумите против родниците на смртта, кои гледаме дека дури сега деновиве резултираат со одредени позитивни ефекти за населението, односно за иницијаторите на тие референдуми. Но повторно, ако ги земеме директната демократија и дизајнот како алатка, како превозно средство за пораките и за целите, тука можеме да сметаме на многу големи предизвици, повеќе предизвици отколку што може една локална заедница да извлече како ресурси и капацитет. Цивил медија